Паузава, ме слушате? Најверојатно да. Уште пред да излезете, веќе до некаде го најавивме следниот гостин, а тоа што сигурно го знаете, или предпоставувам барем најголем дел од вас, е дека мене и на Петар овие говорници ни се особено драги, затоа што навистина често ги гледаме изминативе година и пол, па можеби и повеќе, колку што траат вчерашни новости. И токму за тоа денеска тука е дел, многу мал дел од тимот на вчерашни новости, но многу важен дел да ви зборува за тоа како изгледа во македонски услови да се создава телевизиска политичка сатира. Ги поканувам на сцената оние кои што избегаа од работа на 20 на минути и да кажат збор за нашето шоу. Повелете. И мислам дека имаме кратко видео како за старт. Декември 2015 Скопје. Група ентузијасти се собра да создадат историја. Наместо тоа ги создадоа вчерашни. Водени под палката на Бранко Огњановски, на почеток не можеа да се навикнат да работат со закана од палка. Но според Дарвин преживуваат само оние кои се навикнуваат, па така и тие од аматери за текна година и пол станаа полуаматери. Се разбира на екипата и се приклучи и професионалци од прва лига, кои заедно со аматерите во 42 епизоди создадоа преку 1000 минути смеја. Добро, не беа сите 1000 минути скроз смешни. Хаштаг реално. Патот некои би рекле дека беше трновит и би се излажале. Патот беше окей, малку дупки ваму и таму, сепак и на тој пат знаеа да постојат пречки. Какви пречки? Најдобро е да го видите процесот на работа па да дознаете. Понеделник е ден за прибирање на теми. Во основа тоа значи следење на Facebook и Twitter. Од 12 е ручек, а после ручекот дремка. Следниот процес е посериозен и опфаќа читање дури и на Time МК, а поамбициозните членови гледаат и вести. Првите сценарија се случуваат некаде во вторник и среда. Потоа се фрлаат затоа што ќе се смени нешто во политичката состојба и тие веќе не се актуелни. Среда попладне, време за паника дека не се готови сценаријата. А времето, иако е концепт, не гази и концептуално. Некако успеваме 42 недели да имаме сценарија и снимени прилози. Петок, ден за снимање во студио. Во исто време не работи само екипата на вчерашни, работат и политичарите. Непишано правило во македонската политика е дека политичарите неголемите чегори ги прават во петок за време на викендот, за да спласне еуфоријата и во понеделник да е секако ништо да не се случило. И да им пропаднат вестите на вчерашни. Па така и петок и сабота и недела стануваат денови за паничење, импровизирање и спасување од епизодата колку што може да се спаси. Како и да е, до крајот на денот од прилика се знае што ќе има во недела во 19:10 на Телма. И вчерашни е спремна за вашето уживање. Повтори го ова 42 пати и ќе добиеш најдобра хумористична емисија во државата, затоа што друга нема. Ниту хумористична емисија, а ни држава. Ланчо, ама тоа е. И имам уште 14 минути. Јас сум малце имам трема на вакви настапи, така да се спремив напишано. Не, ова е се изимно. Не е тоа се изимно. Здраво на сите. Имавте прилика да погледнете на кратко како се одвива нашиот процес и се надам дека успеавте да запамтите нешто затоа што ќе има испрашување на крај. Имаше премногу теми на кои што може да зборуваме денеска, а времето ни е ограничено, така да ќе пробам на кратко да гребнам на површината на тоа што значи да се работат вчерашни новости. Значи, вчерашни новости е емисија која истовремено треба да биде актуелна, релевантна, сатирична, смешна, да се одржи суштински политички коментар, да се сними во ден и пол во рамките на буџетот, да изгледа визуелно интересно и можеби најважно се уште да биде актуелна 2 дена по снимањето. И кога ќе се направи ова се, некогаш ќе се успее да се направи се, и тогаш нормално во петок се случува да излезе нова вест. И да добиваме сосема ново сценарио кој некогаш го читаме на патот на ке снимање и некогаш дури се формира пред камерата од која ќе се намести се. Секако улогата на сценаристите од кои редовно се очекува квалитет е еден од клучните причини за успехот на емисијата. Истовремено хаосот и состојбата на константно бркање на актуелноста, како најмачен, така и највозбудливиот дел да се работи на вчерашни. Никогаш не знам што ќе режирам следно или во која ситуација ќе се најдам. Така да една од за мене најимпресивните работи е способноста на нашиот тим брзо
да се адаптира на случувањата и да реагира на начин на кој е најсоодветен. Би сакал да ви раскажам една анегдота пред да дојде Бистра на сцена. Тоа е дека пред некое време на еден наш медиум во рамките на дневникот имаше посета од астролог. И овој астролог доби доста солидно време, би рекол на 15 минути, и направи детална натална карта на Македонија. Со тоа што значи за здравјето на Македонија и така натаму. Ние кога ќе дојдеме во контакт со некој ваков материјал, значи буквално сваќаме дека абсурдноста во која што живееме е далеку поабсурдна од фиктивната абсурдност што ние можеме да ја напишеме и да ја смислиме. Така да во таа ситуација ние сакавме да викнеме астролог исто и да пробаме некако да направиме пародија на тоа што вистински се случи. Меѓутоа брзо сфативме дека не е возможно да се направи тоа, бидејќи самата реалност е, вистината е секогаш поинтересна од било што може да се напише. Така да, за крај на мојот дел, би сакал да погледнете едно видео кое накратко ќе го објасни развојот на вчерашни во минатите 3 години. Фала. Добра вечер. Вие сте на вашата омилена телевизија, а ова се вчерашни новости. Тоа беше се во денешните вчерашни новости. Лека ноќ. Вие сте на вашата омилена телевизија. А ова се вчерашни новости. Ова е Јована, јас сум Петар. Вие сте чекор за ците, ова беа најновите вчерашни новости. Добро утро. Добро утро и од мене. Седите, море луѓе, седите. Јас сум Бистра Георгиева и сум главен уредник на вчерашни новости. Таму сум од самиот почеток, уште додека се формираше идејата и концептот. Сакам да ви кажам дека првичната замисла беше вчерашни новости да одат еднаш дневно и да ги обработуваат настаните од претходниот ден. Така и дојде до идејата да се викаат вчерашни новости. Но подоцна свативме дека е можеби подобро да оди еднаш неделно со акумулација на сите актуелни настани од претходната недела. Вчерашни новости како формат, можам да кажеме еден хибридна мешавина е тоа на вести и еден игран дел, кој што за нас како екипа беше прв пат да работиме на такво нешто. Предпоставувам по она што го знам дека и прв пат во Македонија. Значи, нашите прилози се прилози и скечеви, нашите сценаристи не се класични сценаристи, туку тоа се новинари сценаристи. Она што е суштинско за концептот на вчерашни е дека сите вести кои што се обработуваат, буквално сите, сега може некој исклучок, дека потекнуваат од вистински вести, кои што се случиле во неделата која е изминала и за кои што сме одлучиле и сме селектирале дека се важни да се обработат. И потоа врз основа на тие вистински вести, ние го правиме хуморот, сатирата, ги извртуваме и правиме иронија со тоа. Тоа не е баш секогаш така лесно, не го кажувам ова да се жалам, туку за да ви доловам што значи да се работи едно вакво ТВ шоу, сатирично-хумористично. И тоа најдобро ќе го направам преку еден пример. За нас, како екипа, беше жесток и за целото општество. Тоа е 27 април, упадот во собранието, така наречениот Црн четврток, кој што се случи во четврток и како што можете да видовте од видеата, ние во четврток вечер веќе ја имаме подготвено епизодата. Прилозите, останува само оној студиски дел во петок, Јована и Петар каде што ги најавуваат прилозите, и постпродукција, монтажа. Така што ние бевме тотално затечени со таа ситуација и темата беше прилично сензитивна, не прилично, туку баш сензитивна и пипава, за да се обработи на сатиричен начин. Така што имавме две опции. Првата опција беше воопшто да не го спомнуваме тоа во епизодата која ни престои. Ние сме вчерашни новости, секако последни дознаваме, така што го имаме тоа алиби. И втората опција беше да се занимаваме со тој настан. Нормално дека одлучивме за втората опција, бидејќи ниту едно алиби не беше толку големо колку што беше важен и жесток настанот. Бидејќи веќе прилозите беа готови, она што ни остана беше само во студио преку спикерите Јована и Петар да го направиме и одлучивме дека низ целата епизода ќе најавуваме прилози кои што би требало да се случат при ваков еден тежок инцидент, но не се случиле. Зборувам во услови на некоја демократска држава, односно земја.
Тие што ја гледале епизода знаат за што зборувам. Оние кои што не ја гледале, тоа е 23-та епизода од втора сезона, ги има на YouTube епизодите. Може да погледнете чисто да видите како сме се справиле со тоа. А сега ќе ви пуштам еден мал сегмент за да видите за што зборував до сега. Фала, Петар. Насилниците кои влегоа во собранието во четвртокот навечер беа експресно уапсени. Вчерашниот натерани разговара со началникот на полицијата. Јована, тоа не се случи. А ние продолжуваме со вчерашни. Председателот Иванов ги посети повредените пратеници во болница и воедно оттаму даде изјава во која му честита на новоизбраниот председател на собранието Талат Џафери. Прилагам да ја погледнеме изјавата. Нашиот Ланча е на терен. Јована, ништо од тоа. Петар. Продолжуваме со вчерашни. Кој што во монтажа ги направивме, меѓутоа баш беше деликатно. Сега, бидејќи е сабота и веќе ни гори под нозе за епизодата утре, која што е предпоследна епизода во втората сезона, некој мораше да остане во канцеларија да работи и одлучивме тоа да биде Бранко Огњановски. Така што предлагам на линк во живо да го вклучиме. Ќе се правиме дека е на линк во живо, исто како што се правиме во вчерашни. Тој ви се обраќа специјално за Егејч, вам сите присутни. Добар ден. Обично кога ќе се јавам ја вака у 5 до 12, вака у сабота, очекувате сега да ви кажам, дечки, ова све што се спремавте за Engage не важи, имате 10 минути ново да направите. Меѓутоа, денеска нема да биде тоа случај, зашто вие сте многу добри дечки. Денеска сум тука да ви зборувам за сатирата. Сега ќе речете ја да ви зборам за сатирата. Логично е, меѓутоа никогаш не сум размислувал заради тоа што повеќе од 20 години тоа го работам сосема интуитивно. 20 на години го правевме тоа со К15 и сега еве веќе година и пол со вчерашни новости. Кога почнавме да го правиме вчерашни новости, еден од најголемите проблеми лично за мене беше очекувањата на публиката, заради тоа што К15 во изминатите години постави навистина многу високи критериуми и очекувањата на публиката со новиот производ, со вчерашни новости, е дека тоа ќе биде некаков наследник на К15. Во еден дел може би и така е, меѓутоа има суштинска разлика, заради тоа што К15, освен сатира, имаше добар дел и хумор, чисто нака народен хумор, додека вчерашни новости концептуално ни беше замислен да биде само политичка сатира и сатира генерално, и заради тоа е таков ньюс формат кој што ќе се бави со, да речам, со општественото обкружување, меѓутоа и добар дел е со дневна политика. Беше замислен да биде пародија на вестите што се случували, настаните што се случувале во изминатата недела. Проблемите кои што ги очекувавме се остварија, а тоа е дека публиката ќе очекува тоа да биде продолжување на К15. А тоа особено се случуваше на почетокот кога Миле Паника или некои од другите ликови се појавуваа како епизодни улоги во вчерашни новости и на некој начин правеше сенка врз новите ликови. Меѓутоа во исто време тоа беа и едра кои што многу побрзо го доближија вчерашни новости до публиката и со тек на време како се градеа карактерите, кои што, фала Богу, денеска мислам дека се бренд за себе, ликовите од К15 почнаа сосема да се изфрлаат и сега, освен тој ракопис, да го речам, на политичка сатира што беше препознатлив и во предходните циклуси, сега тука доминира и тука е главниот, да речам, адут на вчерашни новости. Инаку да се бавиш со сатира не е лесно и не е благодарно за тоа што создава многу непријатели. И заради тоа треба многу внимателно кога се прави. Јас на екипата со која што соработувам, секогаш им сугерирав дека сатирата мора да ги опфаќа сите, дека ние со вчерашни новости мора да влеземе во секој дом и секој да не гледа. Ако, например, сатирата ја насочиме само кон едни, многу лесно може другите да го дефинираат вчерашни како дека е нарачана емисија или не знам како, едноставно другите воопшто да не те гледаат, а тоа не ни беше целта. Сите прават грешки, сето околу нас има простор за критикување. Знаете, сите сакаме да се насмееме на сатирата кога е наменета за некој друг, меѓутоа кога е лично за тебе, малку кисело се смееме. Сега,
особено кога е насочена кон политичари или кон политичари од власта. Некои се посуетни, некои не се посуетни, ма различно го доживуваат. Настојуваме да влеземе во сечи дом и да секој да си најде оддушок во таа сатира. И затоа мислам дека сатирата е потребна во било кое општество, во било кои услови, заради тоа што им го олеснува секојдневието на граѓаните. А особено ми е драго што вчерашни новости успеа малтене вистинските вести да им ги прикаже на луѓето на сатиричен начин и со тоа да ги поттикне да размислуваат и верувам дека тоа врши некакви промени во општеството, секако на добро. Тоа би било за денеска, се гледаме во другата емисија. Поздрав! Може минута и пол да зборим. Прво да им се заблагодарам на директорот на Бистро и на шефот за оваа презентација. Сакате да ви оставиме поише време за прашања или ја да си поставам прашања? Има некои прашања, дечки? Слабо. Ето. Здраво, се слуша? Имало ли обиди за цензура од страна на телевизијата кај што вчерашни се прикажуваат? Не, никаква цензура до сега немало. Немало и телефонски повик. Дури ни телефонски, не. Okay. И второто прашање, зошто во првата сезона касне аплодите на YouTube? Прво беше телевизија, после тоа се чекаше долго време додека се стави епизодата на YouTube. Пошто некои од нас не гледаат телевизија, така да им требаше долго време за да ја погледнат епизодата на крајот. Тоа е договор со телевизијата, ако не се лажам, за да се задржи актуелноста на епизодата да се гледаат репризите. Не се лажеш. Океј, фала. Друго прашање? Имаме? Слабо. Јас сакам да спомнеме само нешто што можеби го заборавивте во вашата презентација, а тоа се гостите. Сега тие од публиката кои што не гледаат дали на телевизија или на YouTube виделе кои ни се гости помалку или повеќе, но ние викнавме многу луѓе да гостуваат во вчерашни, од различни политички партии, од политичари до писатели, до музичари, народни пејачи викнавме, не знам, од сите области буквално поканивме луѓе да ни гостуваат и само дел нормално прифатија. Дел прифатија па се предомисли и така натаму. Може ли нешто повеќе за тоа да им кажете на Да се надоврзам на муавето за цензура. Не постои цензура уредничка, него постои само цензура. Значи тоа е уште пострашно ако прашате мене што значи тоа, значи има страф да го наречам или внимателност кога им пристапуваме на луѓе да дојдат на гости во нашата емисија. И сме имале доста често проблеми, ја мислам дека многу скоро те помал на тие што не одбиле отколку тие што прифатиле да гостуваат. И вообичаено на првото телефонско јавување сите се гледаме, сакаме да дојдеме и потоа кога ќе преспијат се предумислуваат секој нормално од своји причини, меѓутоа тоа исто зборува за некоја атмосфера во општеството која што постоела на страф или на не знам како е тоа, индивидуални приказни се во секој случај и борбата е тоа, така што оние кои што се осмелиле, ако можам да речам, баш некогаш и треба смелост во ваков тип на емисија да гостуваш, отвориле голема врата и станале пример за другите да можат да прифатат во идните сезони. Например, исто мислам дека постои една перцепција во Македонија дека хуморот е на некој начин под ниво некое, дека е нешто што не е, например, не знам, во Америка не е чудо да го видите Обама како се појавува на СНЛ или во хумористични емисии, нормално при крајот на мандатот. Меѓутоа, тука кај нас е тоа поретко и генерално немаме еден таков однос со хуморот, бидејќи не сме навикнати на тоа. И треба време и трпение и работа. Да, и не станува збор само за политичари кои што сме ги канеле, рече Јована. Пејачи, писатели и баш сме бивали одбиени. Колку има писатели, колку имаше? Па мислам дека еднаш за еден прилог
ни требаше писател, значи да биде автентичен прилогот, да гостува. Мислам дека броевме, а заборавивме да спомнеме тоа, броевме, мислам дека околу 20 писатели, се јавивме околу 20 писатели и поети, да ги поканиме и бевме одбиени. Секако дека може. Дали се слушам? Да. Моето прашање би било, бидејќи многу често во Македонија во последно време се случуваше да не знаеш што е сатира, што е реалност. Нема да ја заборавам мојата првична реакција кога прочитав дека има градинка во Министерство за економија што се вика мини фини буџечиња. И тоа беше вистинска вест. Дали некогаш ви се има случајно да имате некој драфт сценарио што треба да биде сатирично, ама во деновите вистински да се случи нешто такво? Да. Повеќе пати, некогаш и ние се зезаме на работа дека ги предвидуваме работите. Се случило едно 5-6 пати да направиме сценарио и потоа да се случи реално. Нормално нема да спомнувам кои се тие прилози, но се случило. А некогаш навистина е тешко од некоја ситуација да направиш пародија, бидејќи е сама по себе пародична, така што во оваа епизода сега во недела има еден таков случај кој што Имаше една вест минатава недела, може ќе ви текне која е, да не ви ја кажувам, што буквално изгледаше како ние да сме ја напишале. Со видео, со све. И ќе го гледате тоа во недела. На почетокот не сватила дека вие спишувате сатира. Дали сте имале проблеми со публика која мислела дека сте вистински вести? Да, на почетокот сигурно некој можеби по возраст, нема, тоа се индивидуални примери. Повеќе имаме обратен проблем, затоа и мислам дека кажав, ако не заборавив, дека луѓето кои што не следат редовно политика или дневно актуелни настани, кога ќе гледаат вчерашни, мисля дека ги измислуваме вестите. Ни една вест не е измислена сама по себе, туку ние сме ја виделе, па сме ја обработиле. И многу често кога гледаме во друштво епизода со некој што не работи со нас, мора да потенцираме, ама ова вистински беше вест. Ова вистински се случи, вистински требаше тоа да се случи, ама ние го така што повеќе е обратно отколку другото. Со тоа што сакам да додам само дека имаме мој другар што рече дека само со баба му гледа вчерашни и дека тоа е посебно искуство скорос. Добра. Може? Дали мислите дека преку вашата сатира имате некое поголемо влијание кон освестување на луѓето и посочување на сите нерационални работи што се случуваат во нашето општество? Дали се задоволни со влијанието кое го имате и дали ви е тоа една од поглавните цели, наместо само хумор? Да се измери влијание е многу тешко. И сатирата повеќе мислиме дека служи за да боде како шило, значи да боде онаму каде што да разбуди, баш да расони некој работи, коментар да даде на тоа што е и оној кој што го гледа можеби да стане свесен во тој момент за што станува збор. Многу е лесен, полесно се голтаат некои работи кога се прикажани преку сатирично-хумористичен начин. Полесно и публиката ги прифаќа и полесно да ги презентираш. И затоа многу луѓе гледаат, ни кажуваат дека гледаат вчерашни, не гледаат вистински вести, туку таму дознаваат што се случувало. Така што за влијание не... Па ја би сакал да додам дека јас сум песимист кога е прашање влијанието, затоа што имаше К15 години и пак мислам општествено на големата слика не гледаме некои разлики. Значи според мене важно е да има сатирата апсолутно, многу. Меѓутоа тоа е само еден дел од многу работи што треба да се случуваат за ние да бидеме, да може критички да размислуваме и критички да пристапуваме кон информациите што ги добиваме. А мислам дека најважно за тоа е образование.